Вице-премиерот на грчката влада Теодорис Пангалос во февруари 2008 година испратил писмо до американската амбасада, во која истакнал дека спорот кој Грција го води против Македонија е чиста глупост и Грција мора на нејзиниот северен сосед да му дозволи да го користи името кое тие си го избрале. Како што наведува Wikileaks, документот е објавен од грчкиот весник Екатерини, американскиот амбасадор Даниел Спекарт во писмото испратено до State Department тврди дека Пангалос рекол дека на Грција треба да ја представува чест ако Скопје го користи терминот Македонија, иако така се вика државата. Пангалос исто така во телеграмата истакнува дека чиста глупост е стравувањето од поранешната Југословенска република Македонија и нивната желба за претензии кон Грција. Тој ова го темели на стравот во грчката политика која произлегла од граѓанската војна и загриженоста дека комунистите од словенските земји ќе влезат во Грција. Според дипломатските извори, Wikileaks наведува дека Пангалос изразил поддршка за предлозите кои ги дава Метју Немица во врска со надминување на спорот. По објавувањето на оваа информација речи се сите грчки политичари побараа оставка од потпредседателот на грчката влада. Представникот на Нова демократија Јанис Михајлекис за грчките медиуми изјави дека вице-премиерот Теодорос Пангалос мора да поднесе оставка поради штетните, според него, изјави во врска со спорот за името, особено во овој период кој е многу важен поради судскиот процес во КАК. Началникот на грчкиот регион Централна Македонија, Панајотис Псомијадис, изјави: "Ние македонците не го продаваме нашето национално достоинство и не го подаруваме нашето име на историските фалсификатори. Ние македонците го повикуваме господинот Пангалос веднаш да поднесе оставка." И поранешниот солунски градоначалник Василис Папагеоргополус го повика Пангалос да поднесе оставка. Според него изјавите на Пангалос ги уруваат грчките национални позиции.